еве неповторно назад во студиото Македонија денес утринска програма, каде што секоја емисија си носи свој печат, јас би рекла така. И во ова утро ќе го имаме токму тоа, нешто што барем јас досега не сме го имале откако сум во утринската програма и драго ми е што ќе имате можност да слушнете звуци на гитара во живо, но за каков правец на музика станува збори, што е она што вие ќе имате можност да го слушате, ќе се дознаете од моите гости кои се веќе тука подготвени за вас да ви свират, да пеат и така натаму во живо се. Се е во живо. И добро утро ќе кажам, но и може да се представиме. Добро утро, јас сум Тонал. Добро утро, Дарко. Дарко. Другар му на Тонал. Вие сте двајца другари, па и си личите како да сте и браќа, да ви кажам така. Си имате некои заеднички црти во очите. Повеќе со басистот и со тапанарот си личите. Од Скопје сме? Јас сум од Скопје, Дарко е од Куманово. Куманово, Скопје и Куманово и релација, дружба, комуникација, заедно сте со како бенд, така. Ме интересира од кога со оваа музика, правецот на музиката, повеќе ќе ни објасниш, може ли? Да, за гледачите еве од утринскиве часови, малку да ги оние кои ве познаваат. За оние малку повозрастните, а биле рокери, знаете ли колку се вуваат гледачи постари луѓе дека во времето како еве и вие сите, ние ќе дојдеме до таа годишна возраст некој ден, меѓутоа кажуваат како ја сакале рок музиката, тој правец на музика и така натаму. Ајде малку да се представиме за нив. Па, не знам точно кога почна се ова, цело време кажувам дека не знам дали јас ја одбрав музиката или музиката ме одбра мене. Така. Значи што од малечок по дома со плочи на татко ми. Од тука мислам дека ме најголемото. Но сепак во семејството имал некој да, кој најголемото влијание мислам дека ми се тие плочи. Така. И од таму се разви полека како дете настапував. Значи од основно па во средно почнав со бендови, свирење секаде и само овој правец на музика или можеме да слушаме нешто не, понатаму мислам почнав да работам и продукција повеќе на џез, се префрлив на нешто на блуз. Значи би сакал да работам со секако вид на музика, немам работено уште опера и рап. Би сакал да ги работам и тие две. Народната музика и староградски изворни песни. Да, староградска, да, имам еден бакнеш, имам и преснимано дури по моја изведба. Одлично, да. Вашата дружба и како се пронајдовте? Енергиите се спојуваат, нели, или оние чувства и љубов спрема музиката може да ги спои едноставно луѓето и да се пронајдат за да функционирате еве заедно. Меѓутоа има и повеќе членови, односно кои функционирате заедно, меѓутоа студиото не ни дозволува сега тие да бидат тука. Ке ги поздравам, се надевам дека не гледаат. Да, еве околу вашата комуникација, дружба и така натаму. Па вака, прво запознавање не беше во Макотекс, стара телевизија. Он на една група на Facebook нешто пише дека издава просторија. Јас сум од бенд, се деси стар Макотекс изгоре, имаше пожар. Да, имаше пожар и после се најде Томи, се најде со понуда за просторија, јас му пишав може ли, добро, и така уствари се запознавме. Ете на каков начин се Да, после ние се одделивме, со мојот бенд отидовме во друга просторија, али некако музиката не спои. Он негови проекти, јас мои проекти, некако се споивме да И колку време сега функционираме заедно тимски да функционираме. Колку време функционираме тимски заедно? Колку време? Мислам дека во декември 2018 беше Така со Тонал. Сега и во неговиот проект Мени на суд, како јас пеам пратечи вокали и некако така си помагаме општо да. Имате свирки, настапи? Да, постојано и сега ќе се активираме почесто, бидејќи работам за еден артист од Австралија. Мал се паузиравме, имав многу работа тука. Да, работам продукција и за Америка и за Австралија. Тоа е одлично и убаво е, затоа што еве вака млади наши музички таленти, да кажам, треба да има и надвор од границите. Токму и за тоа некогаш и говориме дека ние имаме тука навистина многу талентирани момчиња, млади луѓе, да кажам, дали е за музика, дали е за спорт, дали за било што, едноставно убаво е вака да се соработувате и со некој надвор од границите, па да произлезе за нешто повеќе, за да биде за поздрав, нели? Ке говориме за вашата соработка со Австралија, затоа што јас мислам дека веќе од она што како вовет говоревме за вас. Ајде да слушнат гледачите за што конкретно станува збор и што ќе слушнеме за почеток. Ајде, првата песна е Почесна стрелба од Мизар. Да знаете, култна песна. Од Мизар, ајде. Македонска.
juga od istokov, zlatno žolten se raga, a na večer na zapad se davivke. Торжествен тресок светот ке замолкне, осрамен писок неверно. Чекам звукот да заврши, па да се продолжиме. Сега кажете ми вака, преубаво звучите и драго ми е што ве имам да ви кажам во утринската програма, кога пишувавме, си рековме, барем откако сум јас, ми имале забавни изведувачи, меѓутоа во овој правец не, и многу ми е задоволство што сте дел денес од нашата утринска програма Македонија денес, и чест ми е што ве имаме исто така и во живо, затоа што секогаш во живо е многу поубаво, за да ве слушнеме, затоа што доколку седнете тука и разговараме, а не слушнеме како вие звучите, јас мислам дека не е баш тоа. Затоа, благодарам затоа што од пораните утрински часови, па и не е така баш лесно, знам дека имате свирки, ангажмани и така натаму. Да, поготово за пиење сте бајле. Така, да. Кажете ми вака како млади, ранобудници сте или сакате да си поспиете? Јас сум ранобудник во принцип. Браво. Јас не сум баш. Не толку многу. Добро, кои се ритуалите од еве вака, од рано се бајле? Како млад човек, што стануваме од се бајле, дали веднаш со музика или како го започнуваме денот? Па не, ништо посебно не е различно од било кој се стануваме. Посегнуваме по утринско кафе и слично? Не, јас не пијам кафе, Дарко не знам. Обавезно. Да, мислам, денеска го чекав да го допие кафето. Да, па да дојдем. Па треба да ги разбереш и луѓето кои си сакаат да си пијат кафенце од пораните утрински часови, нели да се започне така денот, да. Во Куманово како е со младиот свет? Сакаат ли ваков вид музика, правец на музика и така натаму? Куманово, да, имаме настапи. По стариве рок-н-рол типци ќе кажа дека Куманово порано бил number one за underground и рок-н-рол. Така? А таленти има, енергија скрос има, али организација нема. Како мислиме, од кој вид на организација? Зашто конкретно? Организација во смисла настани, освен со исклучок на некои места и на некои луѓе што организираат, има по некоја свирка, по некој бенд ќе дојде, да, али организацијски во смисла на и институционално, пример, нема простори за вежбање. И тоа е прв минус. Што... А вам тоа ви е многу потребно? Тоа е клучно, пошто без простори за вежбање, џабет и мотивација и све, нели? Ако Ако нема
место за свирење. Има многу објекти, Каде што може да се искористат за нешто така, во Куманово конкретно зборуваме. од бивша Југославија, нели, што се останати. И си стоја така. Што пропаѓаат и што не се во толку трошна состојба, што не им фали многу за реновирање. Еве, па дури има и ситуации кај што, пример, еве, културниот дом, што, нели, се функционира све, па дури и таму имаше случај кај што мои другари им правеа проблем за во културен дом проби да прават, што, нели, тоа му е првата намена, таму проби не им беше дозволено да прават. Па еве, ова нека биде напел до општина Куманово, да произлезат за вас вие љубителите на ваков правец на музика, рок музика, затоа што знам дека ги има многу, како што кажав и повозрастните се. Еве, доколку имаат желба да се јават, може слободно во утринската програма да не исконтактираат старите, да кажеме, рокери, за да слушнеме и нивно размислување и така натаму. Добре дојдени сте исто. Кажавме да, меѓутоа јас сум затоа што младиот свет со музиката кога раснеме е многу поубаво и кога сме почесто со неа, така да се надеваме дека во Куманово ќе ви произлезат во пресредба за да ви најдат една преубава просторија за да можете да си, како што кажа, и вежбате, и свирите, и дружите и така натаму, затоа што тоа е многу важно во младиот свет, нели? Клучното, како што кажавме. Со гитарата, конкретно со гитарата, од кога сме? Прв пат што се сеќавам за гитара што ми оставило впечаток, беше мислам дека бев трето одделение. И на одмор излегоа сите деца на 1 април, дете донесе гитара. Не знаеше ни она да ја свири, ама ја донесе. Така. И излегоа сите, јас останав и многу сакав да, не знам, ме привлече гитарава. гитарава. Прво инструментот? Да, ама поима немав што правам, и само ја земав гитарата и 20 минути свирам на гитарава и ми доаѓа девојче, другарка од класа, ми вика, знаеш ли дека 20 минути на една жица само трзаш различни ритмови. На мене не ми беше важно воопшто тоа, така си најдов тука некој свет мој. Понатаму после тоа, да, и после 2-3 години ми купија и моите гитара. Оваа е таа гитара уствари. Оваа ми е првата гитара, да. Да, браво. И со која се дружиш и ден денес. Колку години значи веќе? Не знам колку години. Отприлика, ете. Колку време помина од... Сигурно 15, не. Да, вајда, 15. Околу 15 на години сме со гитарата. Ме интересира секој ден или како? Порано да, сега не вежбам секој ден, бидејќи сметам дека сум веќе на некој ниво каде што не ми треба постојано да вежбам. Така. Само чисто некои моментално работи кои гледам дека ми се потребни или што ќе ги дознам, што ми се интересни. Ги вежбувам и ги вклучувам во тоа што го правам. Така. Со гитарата? Од кога сме исто? Одамна. Одамна исто, од малинови? Како дојдовме во допир со гитарата? Во твоето семејство имало рокери? Да, татко ми свирал контрабас. Така, значи се пренесува тоа од колено на колено. Раскажува причи као ја контрабас кога сме свиреа. Као било многу јако. Само што не сум сведок на те, не знам. Почнав со гитара ради комшија, пошто обично, ете, нешто слично е. Такви се првите контакти, кај што, нели, до тебе имаш инструмент и те освојува инструментот. Така. Да, имаше комшија под мене, он свиреше гитара и во моите очи беше многу як фраер. Да, дека слушаше добра музика на касети. Дали се уште с комшијата свири? Не, се пресели во Словенија, ама си... дали се уште со музиката или со гитара? Не, он ни тогаш не беше скроз, него имаше гитара, една стара гитара што не ја ни свиреше. Како што јас сега имам дома 2 гитари од сопругот и свириме кога онака кек си посакаме. И он нешто малку знаеше, а за моја среќа и татко ми исто знаеше нешто на гитара. Покажав интерес, ме запишаа во музичко, имам завршено нижо музичко и од тогаш па до денес цело време. Ајде, повелете, што ќе биде следно? Сега слушнеме песна која што се вика Немој, е мојот најнов сингл. Тоа е ваше, така? Да, Ајде да ја слушнеме, повелете. Svaki dan ko nestaje, tako si rešila. Čekam te na pola puta, nisi pogrešila.
si rekla ti. Znam da bit ćeš kraj mene, ja neću nestati. A kaže, nemoj, 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 šta će, ona tebi oprašta šta si imao. Znaš da niko ne bira, ja bi poginuo. Ponovo te zagrli, još jedna visina. Novi korak natrag dva, a nije istina. A kaže, nemoj, 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 šta će, a kaže, nemoj, 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 šta će, Браво. Браво. Навистина преубаво звуците на гитарата да се слушнат од вака рани утренски часови и тукму ваква преубава мелодија. Затоа што многу ми се допадна, морам да бидам искрена, на српски јазик. Да, имаме настапи фестивали во Србија. Ајде сега нешто околу тоа ќе ни кажете повеќе, да слушнем. Па требаше уште минатата година да свириме низ Србија, само што Дарко се разболе и моравме. Сега сме добро? Одлично. Браво. Одиме напред, така? Да, така да останува за ова лето. Ова На пролет и фестивали, ова лето. ваши лични Да, само, така? фестивали, да. За каков тип на Имало фестивали и- станува збор? Па претежно гитаријади за алтернативна музика, да. Гитаријади на времето колку и во Македонија, знаете ли, не знам вие, дали или вашите родители, како што кажавте, вашите татковци, сигурно дека биле дел од гитаријадите. Многу ги имаше во Македонија и во Јесно за времето на гитаријади. Југославија, да. Дури и по руралните средини, да ви кажам, дека имаше гитаријади се одржуваа, така да, добро, како и да е. Овој правец на музика е оној што вие сте се определиле, како што кажавме, сме и во некои други сфери. Сега сакам да знам за соработката која ја споменавме со австралијанецот. Што прави тој и зошто треба да соработуваме со него и што треба да произлезе од соработката? Девојка е, Plum Green се вика. Девојка е. Добро. И ме најде дека работам продукција и се договоривме да почнеме прво со да пробаме еден кавер да направиме да видиме дали ќе ни оди соработката. И го направивме, го снимивме и видео за каверот. Не знам дали ќе оди во програма. Па зошто да не оди за каверот, за која музичка номера поточно? Да, за Take My Breath Away. Добро, од за Bernie. режија Take My Breath Away, подгответе за да го погледнеме во продолжение. Тоа Го беше имаме, првото да. и после почнавме да соработуваме на некои синглови, од таму
прерасна и на цел албум кој што треба да го издаде ова лето и моментално се работи на тоа. Так. Супер Што значи дека имаме, соработката е одлична. Меѓутоа релацијава и како доаѓаме заедно да сме на преку интернет Преку све интернетот, да, така. да. Аха. Кога Меѓутоа ќе имате тука дружба и вака 12, лично? Не сме се запознали лично. Се уште лично Да, не, се значи уште не, ама се надеваме дека ќе би свирале заедно. Интересна приказна. Ете интернетот што се може да стори нели во времето во кое што ние живееме. Меѓутоа сигурно дека ќе дојде и некогаш и до дај Боже контакт да се запознаете. Да, мислам и така дека е неизбежно. Неизбежно е, дека мора. ќе биде, Едноставно се мора. некое време. Кој дали имаме дел од ова што го говориме или ме интересира вака како се Не, само е Добро. да. Тоа е само лично твое, така? Добро, за вас двајцата сега ме интересира со гитарите. Оваа сплотеност која ја имате и овие звуци кои произлегуваат. Како се, значи имаме простор, имаме време за да се согласуваме, да вежбаме, за да ова вака звучи како што звучеше сега? Да, па вежбаме, правиме проби за да тешко да од прва без свирење да директно да испадне нешто. Добро. пробите Сега се ќе ви клучат, одмориме. Одлично, ќе ви одмориме да го погледнеме каверот за кој што зборувавме. Режија повелете во продолжение, се враќаме во студио, па тука ќе ни останете до крајот на утринската програма, така. Ајде. Watching every motion in my foolish lover's game. On this endless ocean, finally lovers know no shame. Turning and returning to some secret place inside. Watching in slow motion as he turned around and said, My love, take my breath away. Take my breath watching I keep waiting, still anticipating love. Never hesitating to become the fated ones. Turning and returning to some secret place inside. Watching in slow motion as he turned around and said, My love, take my breath away. Take my breath away.
така некако ќе звучи Кумановски, куде го најдовмо овој песму. Куде го најде смо од песма. Добро е, некако барем нешто, да. Добро, преубаво, навистина преубаво, во некој така онака за утро, за релаксација беше ова навистина добре дојдено за оние кои можеби еве сега малку и подосна се будни, имаме ние рокери во студиото и драго ми е како што кажав поради тоа. Што е она што треба да очекуваме еве од вас и што работиме еве во новата година? Кажавме дека престојни фестивали, настапи имаме во соседна Србија, тука во Македонија или општо еве за вас кажете ни што е она што можеме да слушаме. Затоа што ова што го слушнав на српски јазик звучеше одлично и преубав текст, да. Да, ке работиме сега, имаме свирка во Струмица, на 25-тиот тука ќе имаме низ Македонија повеќе настапи, се до пролет и после ќе почнеме на Балкан малце, па од есен имаме некои други планови, ама се уште нема да ги откриваме за тоа што да. Обично да не ги урочиме, да не... Така е, не се зборува пред време за она што го планираме, но она што јас го посакуваме да ви се оствари. Рокери во Македонија? Дали има? Па да, мислам, сега не знам. Не знам во сооднос према други места како... Има, знам дека има љубители многу на рок музиката, јас имам и дома. Исто така и многу правци познаваме, како и да е. Она што треба да го имаме во продолжение, јас секогаш тоа го кажувам, можеби сум досадна, можеби не, но со музичарите помалку зборување повеќе музика, па поготово вака кога имаме во живо. Што ќе изведеме сега во продолжение за? Сега ќе изведеме една песна која што се вика Elegy of Destruction и е прв сингл од мојот прв албум, кој излезе во 2014. Повели.
Оно што би сакала да разговараме кон крајот на Македонија денес е за она што вие го слушате еве надвор од вашата музика. Што е она што преферираш да го... Што слушаме ние? Сакам да знам, да слушаме. Многу жанрови. Општо, Например? обично луѓе се изненадуваат дека, пример, сакам Biggie Smalls многу, што е рап артист од Нью Йорк, како ми е еден од омилени. Сакам Fiona Apple, Nora Jones, нешто повеќе од джез. Значи не е тоа можеби што изгледа вака дека свириме само рок. Мислам дека одиме слушаме така? се и се што. Па ретко слушам музика. Искрено. Озбилно, многу ретко. Највеќе слушам мојата музика. И мислам дека ради тоа ја правам. Така? Пошто некако не сум задоволен нич од што музика има и многу ретко да ми се свиѓа нешта. Многу ретко да ме дирне. Говориме за сите правци од музиката? Све. Многу ретко да ме дирне нешта. Пошто барам јас така на музиката гледам, не можам когнитивно да гледам. Во смисла на и као јака техника и не знам. Добро, од светскиве музичари, од прогресив. поранешните бендови. Не, мислам имам ствари, да, ама ретко нешто ново у смисла За сегашно време говориме, така? па не зборам дека модерната музика не ми се свиѓа, као супер е, ама ретко нешто да ме погоди. Так, независно дали е старо, дали е ново, што жанр. И некако ради тоа што ретко наоѓам тоа што ми се свиѓа, јас ја правам таа музика што ми се свиѓа и си ја слушам мојата музика. Покрај музиката што правиме друго во животот? Вие сте по спортувањето и слично или следите некои спортски надпревари? Јас многу пратам кошарка и ете постојано, како, браво. Да, цело време тоа ми е обсесивно дури, ама толку од спорт само тоа. Кошарка, друго. како и да е, Да. сепак едно нешто што е интересно исто така, како игра. За тебе истото? Јас сум психолог по струка, иначе. Психолог? Да, психолог сум по струка, спортови пратам, фудбал, нешто ако има. Добро, ракомет и изнервира се што катастрофално изигра се, али нема везе. Добро, сега сите се изнервиравме помалку, но што е тоа? Така да, тоа ми е. Добро, јас ме интересира со оглед на тоа дека вие сте млади, па сакам да знам нешто и повеќе односно од музиката, значи што правите во животот, се дружите, излегувате, се забавувате, има ли забави? Има ли убав ноќен живот? Па не сме валјда многу такви што одиме по клубови и што мислам сами се излегуваме и си правиме сами своји купчиња, да, на луѓе што ни одговараат. Па не знам, да, прилично. Ајде вака малку насмевка да видиме како ти стои насмевката. Прилично не безпотребно гледам да не. Така. Да. Добро, што сме во хороскоп? Рак. Ама не верувам во хороскоп. Јас верувам, па ќе ти кажам дека си емотивен. Верувам оноку колку што имам некое си познавање. Ти? Овен. Па супер сте комбинација, да ви кажам. Па, вајде. Одлична, затоа... Вака добро изгледаме сега. Да, вака во Вака убаво изгледате, да. Ви благодарам многу. Навистина ми беше драго што бевте дел од Македонија денес и ќе се видиме ние повторно кога ќе имаме нешто ново исто така да промовираме. Сега што е она што би сакале за крај од утринската програма да ни одсвирите, јас ќе оставам се разбира на вас. Рековме нешто гитарски сега. Гитарски, нека биде само звуците на гитарата, зашто да не. Ке ни е добре дојдено. Па ќе се видиме повторно во следна прилика. Добре дојдени сте. Фала ви многу. И една насмевка за крај. Ајде. Што е? 1-4-5 блуз или Не бе, една.
Фала ви и на вас. И тука е крајот на Македонија денес. Многу ви благодарам уште еднаш затоа што одвоивте време да бидете дел од ова утро. Како психолог работиме ли? Да. Каде? Тоест, би заврши договорот, бев во СОС детско село, сега сум исто во едно училиште како персонален асистент со едно детенце, во Млаја, пошто иначе во Скопје седам, ја го сум Кумановец. Така да... Но Куманово не го даваме, таман работа. Да. Така е. Дух е таму, Куманово е дух. Добро. Поздрав до сите кои не следате во Куманово, во твојот роден град, да ги поздравиме. И да, интересно е по струката психолог и да се работи со дечињата, да им го делиме знаењето, односно и да им помогнеме онаму каде што најмногу е потребна помош. И како психолог, општо мнение вака за младите луѓе, како сме? Се држиме ли? Па, сме окей. Сме окей. Но треба да поработиме малку. Па да, мислам, ова звучи малку као треба да поработиме, ама што да поработиме? Позитивни мисли повеќе. Најголем проблем е очекувањата. Пошто си тие очекувања, нели, општеството ни наложува нешто. Во смисло ние сами се го наложуваме тоа, али општеството ни демек одредува што како треба и сега најголемиот проблем е што сме малку Инстаграм генерација и сите очекуваме демек јас треба ова да го направам, треба она. Од друга страна притисок е и више као демек постар си, ајде демек кај ти е работата едно друго. И најголемиот проблем е што сакаме одеднаш да направиме се, оној простор не се остава и баш тука е проблемот. Кај е проблемот тука? Убав совет. Кај е проблемот тука што луѓето кога сакаат одеднаш се да направат, а се осеќаат немоćни и кога осетиме немоќ, кога почувствуваме проблем, ние што правиме, легнуваме да спиеме. Наместо да го решаваме на некаков начин. А не сеќаме дека проблемот не мора да е проблем, било која работа, дека не може вака да се деси, а ние чувствуваме притисок дека вака нештата треба да се дешават и бидејќи не се случува така, ние решаваме да легнеме да спиеме. Многу така да не спиеме многу, туку да си ги решаваме предизвиците, јас ги велам предизвици. Повеќе предизвици отколку проблеми да ги нарекуваме во животот. Но ви благодарам, и така нека биде. Тоа убав еден совет, јас морав да извлечам нешто од професијата, затоа што кога за психолог ке слушнам, веднаш се ме интересира таа тема, тематика долга, со која што би можеле да ни бидеш гостини на таа тема, да си разговараме, зашто да некако млад човек. Благодарам уште еднаш, секое добро, се гледаме повторно.